Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани колеги. Ово е вториот од трите закони кои експресно, по скратена постапка и со европско знаме, поминаа на комисиската расправа и еве сега на пленарна, каде со нивно изгласување уште еднаш ќе се докаже негрижата на оваа влада за граѓаните и стопанството во Република Македонија. Се дискутираше по скандалузниот закон, односно данок на солидарност, со кој покрај низата апели на оние кои што најмногу допринесуваат за стопанството, на големите компании, им се пресуди со давачки плюс, за да можат овие влада само да собираат арачи плюс, а ништо да не работат. Денес на дневен ред е предлог законот за измена и дополна на законот за ДДВ, со кој се зголемува ДДВ-то на храната од моменталните 5 на 10% или, како што се вели, во зголемување на ДДВ-то на производови за човечка исхрана. А кои се тие производи, на никој не ни е познато, зашто никој не ни кажува и не ни дава појаснување. Како и за се останато, не знаат каде тераат и сите изјави кои им ги слушаме се креирани по еден терк, без јасни и конкретни одговори или онака како што ним им одговараат. Наместо да има помош и мерки за граѓаните за справување со ценовните шокови, има се поголеми и поголеми давачки. Ова најавена даночна реформа не е ништо друго, туку повторно грабеж од граѓаните и тежок удар врз економијата, која се чини дека блеска само за фирмите блиски на партиите на власт, зашто во моментов само тие профитираат. А граѓаните, тие јадат поскап лет, плаќаат повисоки сметки за електрична енергија, за грејење и така натаму. Дека ова е така, го потврдува и податокот кој го имаме од Државниот завод за статистика, кој што ни кажува дека последниот месец, анализите кои ги има направено за месец август, вредноста на синдикалната кошничка изнесува скоро 50.000 денари, или конкретно 49.345 денари, што е за 725 денари повеќе од претходниот месец, а сето тоа зголемување нормално се знае дека го трпат граѓаните, зашто најголемо зголемување има кај храната, на која еве дополнително ќе се зголеми и данокот. Зар вие, колеги од мнозинството, не знаете или не сакате да поверувате дека овој податок е навистина загрижувачки и дека вашата влада води тотално погрешни политики и дека го носи народот и цела држава во една огромна провалија. А не е само храната, иако се разбира таа на сите ни е приоритет, каде се останатите трошоци, како што ги спомнав веќе оние режиските? Каде се здравствените услуги за кои што подобро и да не уста отвара? Знам дека некој од вас, ако излезе на реплика, ќе кажете дека сте ја зголемиле минималната плата и таа веќе одреден период вие совршен изговор. Но еве сами пресметете, дали ако во едно семејство двајца земаат минимална плата, ќе можат да се прехранат и да ја наполнат синдикалната кошничка? Нормално дека не може. Народот не може ни да се прехрани, а не да си дозволи пристоен живот. За луксузи да не зборуваме. Тоа е поим само за оние од власта, кои веќе не знаат на што поправо да ги расфрлаат народните пари. Дно сме на сите нивоа и во сите области, буквално. А економската ситуација полоша и не била. Откако се на власт СДСМ и ДУИ, за 6 години го зголемиат долгот на државата дупло повеќе од претходно кога ВМРО ДПМН ја предводеше. И ова е факт. Во 2017, кога дојдоа на власт, затекнаа долг од 4 милиарди евра. А веќе 6 години подоцна, официјалните податоци покажуваат дека сега државата должи скоро 8 милиарди евра или 56,6% од БДП. Почитувани граѓани, кога беа опозиција, обвинуваа за должничко робство. А ова сега што е? Движејќи се меѓу луѓето, ги слушам секојдневно како велат, од ова полошо не било, дното го достигнавме. И вистина е,
Македонија со оваа власт стана земја со огромна инфлација, а со најмал економски раст во регионов и пошироко. Според последниот извештај, веќе го земам и на Светска банка, со стапката на инфлација што ја има Македонија е на врвот во регионов, како што кажав, но, за жал, меѓу последните според проекциите за економски раст. Ако се анализираат податоците од извештајот на Светска банка, откако настапија економската и енергетската криза, Македонија речиси цело време го држи врвот по стапка на инфлација, иако неодамна статистиката измери сосема мал пат, се уште е највисока во однос на земјите од регионот, што досега имаат објавено податоци. Паралелно на тоа, уште позагрижувачка е намалената проекција за економски раст, како што кажав, и ако се спореди со земјите околу нас, пак ќе бидеме меѓу најлошите, зашто економската ситуација е подобра во Косово, во Црна Гора, во Албанија, тука се Босна и Херцеговина, Србија, а Македонија, како што има предвидено и ЕБОР, една од највлијателните меѓународни финансиски институции, дека БДП-то на земјата нема да се зголеми повеќе од 2%, и тоа е правата вистина, зашто според податоците кои што повторно ги земав од Државниот завод за статистика, ни кажуваат дека стапката на раст на БДП во второто тримесечие за 2023 година е 1,1%. Сето ова не е ни чудо, ни изненадување, со оглед на тоа кој ни ја води државата и на кој начин се грижат за економијата во неа. Токму заради ова и низа други недостатоци во сите сфери на живење, нема да поддржиме закони кои ја кочат Македонија и оневозможуваат македонскиот народ да живее подобро и полесно. Најавената даночна реформа со трите закони кои се на дневен ред на оваа седница е спротивна на интересите на граѓаните и стопанството на Република Македонија и затоа не треба да им се даде поддршка. Зголемувањето на ДДВ-то на храната од 5 на 10% со данок е удар врз джебот на граѓаните. Со данокот на добивка се деградира и уништува спортот во Република Македонија со укинувањето на спортските ваучери, а со данокот на солидарност, како што кажав, владата удира по најуспешните и затоа нема поддршка ниту од нас како пратеничка група, ниту од стопанските комори, односно сите стопански комори се против него. Оваа влада свесно и се повеќе и повеќе втурнува државата во сиромаштија и криза, не размислувајќи за последиците и за иднината на генерациите што следуваат, но веројатно така им одговара. Оваа влада наместо да седне и сериозно да размисли зошто дојдовме до состојба на уништено образование, девалвирана економија, зошто секојдневно се соочуваме со луѓе по улиците кои протестираат за поголеми плати, за поголеми пензии и најжално имаме луѓе кои протестираат заради изгубено здравје и животи на најмилите, заради криминалите во здравствениот систем. Да седне Ковачевски и неговиот тим и да се запрашаат како ќе ги решат проблемите со недостатокот на учебници и целокупните проблеми во образованието со кои се соочуваат наставниците и учениците. Да стават прст на чело и да се замислат зошто младите ни заминуваат од државата, зошто веќе никој и ништо не може да ги задржи. Потоа да се замислат зошто земјоделците немаат пласман и цени за земјоделските производи од кои ги прехрануваат своите семејства. Се мислам и се чудам, зар оваа влада не седнала да се запраша зошто сето ова што го набројав е така. Ниту седнале, ниту размислиле, ниту име грижа. Единствена грижа име за себе, за личните и партиските интереси и да купат ден повеќе да останат на власт. Повеќе од јасно на сите ни е тоа. Затоа време е да се замине коалицијата СДС-ДУИ и никош повеќе да се повтори да ни ја води државата, а законите кои се предлагаат со европско знаменце, факт е дека се на штета за сите и за економијата и за граѓаните. Благодарам.